treba da se sluči, gdje se sluči koga daje. Može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema. Što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta. Darba treba gore mene, samo umo sam mi leta. Ja sti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme. Toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Ne taka, moja ama život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki džebotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj vlice ke ti plesne, ovoj sve govrti para. Jas ti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Sinčeto ne ikončeto, si go bara tatka si. Ako de, će si go najde. Što mu fali na živka? Ама zdrav, prav, kamo li jaz da imav takov tatko. Абе, жал ми е за Милка, за децата, а еве и Сузето од Канада дојде. Са кажи ми вистина, да и расчистиме сите овие глупости што шира, што се шират, овие приказни. Кој е таткото на детето? Бошко, морам ли да одговорам? Значи, таткото е Драги, а? Утре ќе го посетам семејството на Живка. Се сретнавме со зечето ваше. Се врткаше ко куче околу зградава. Со зетот расчистивме. Се прават грешки. Грешките се по народот. Туку ни раскажа една приказка. Цела ноќ не спиевме со ката моја заради тоа. И затоа дојдовте? Ами, соседи сме. И за арно, и за лошо. Тука сме. Ништо не ве разбирам. Живко твој имал вонбрачно дете. Што чупе тоа икончето, а? Што ти кажам, бре, Милке, многу убо и многу арно чупе. Многу арно чупе. Се сакала со некој ваш, со... Да. Се сакаш со Драги наш. После се изменија работите. Се испокара, а едниот тргна на една страна, другиот на друга страна. Жена ти пред малку избега. Не остави сами. Мислиш дека не беше лесно? Прашај го дедо ти како се чувствуваше. Прашај го. Време е да си одиме. Зете, ќе се видиме, ќе се чуеме. Ќе се видиме, ќе се чуеме со кого? Јас не мрдам од тука.
Велики ќе имам късмет да го видам синчето на нашиот зет. Бабичке, ако ти се чека, чекај. Па можда и ќе дочекаш. Бе, кај ме викаш во овие чудни, мистериозни места, бе? А знаеш, проблеми и глупости догуша имаме. Додека ја бев јас вокал догуша, ти ме вадеше сега, јас ке те вадам. Ако сум направил нешто за тебе, се сум направил поради батета Бошка, така да знаеш. Ајде те молам, остави го Бошко, кажи нешто убаво. Ај, остави го батета Бошка. Како е? Сега ништо не те разбира. А ти, доколку имаш некакви намери да не скараш со батета Бошка, тоа треба да го направиш малку на подостоинствен начин. Инаку може да се налютам, да направам бела. Ова е чиста хемија. Натриум хлорид. Не знам која формула ме акнала по глава, ама јас секоја вечер те сонувам. Мене? Опа! Сега бате Живко да ти кажи тебе нешто. Секи ти отворам неколку страници од твојата историја, биографија. Мисо Дупенски почна да пие откако го запозна Здравка наш, американецот, така? Се видовте, си испарпелкавте, го избриша со гумичка. Така. Така ми како. Бате Бошко е човекот што е со големото срце. Го врати, па и со него работите не ти беа така. Добро да сега не убави и него го... И сега со таа чиста хемија ме одбра мене. Оп! Јас Живко сум те сакала од секогаш. Уште од основно. Мене? Многу ми е гајле за тоа, знаеш? Многу. По. Ај, погледни онде, опа. Сега? Што сега, ги наполни гаќите, ајде кри се под маса. Абе, како да ми е позната нешто? Време е и тебе да ти се разјаснат некои работи. Тука сега, овде? Тука сега. Уште Драги да беше овде. Ај Милчето твое да беше тука не е лошо. Не знам што си наумила со тоа главчето, ама... Лиле, ајде погоди кои се овие двајца. Од 3 пати. Ана твоја. Ана, ти си. Јас? Леле, од кога се немаме видено од средно. Значи не стареш. Прекрасно изгледаш. Ти благодарам. Не е лесно да се живее со мисот на Дупени. Живко, ти си? Тој си? Си се брадосал? И кончето, ај, убајни. Деле, чекай да те видам. Абе, девојче, шо? Јас девојче, ама и ти момче. Епа. Машала. Прекрасно. Уште Драги да беше тука и тука се луѓето кои најмногу ги сакам. Кој ја остави поракава? Која порака? Како која порака? Оваа порака! Не знам. Јас кај твоите дупенци не се расправав со пораки. А кај беше ти? Добро, што ти е? Слушај, не туку ми се лигави. Кој ја остави поракава? Цел месец викаш по мене. А до вчера за тебе бев твоето чупе, твоето иконче. Дај чиче да ти го буби носата. Дај чиче да ти го буби устата. Од Лиле во бубе ме прекрсти. Добро, бубе, те молам. Добро, те молам да ми простиш, добро. Бев на лекар. Мислиш на лекар? На лекар. Настинка, што? Од бубење не се настинува. Слушај, Чупенце, не знам. Кој влегол кај мене и кој ја оставил поракава? Трудна сум. Сега ли најде? А кога требаше? Не знам.
После. Утре. Вака си поубав стопати. Пак подготвуваш некоја ујдрува. Слушај, Блаже, ми требаш како леп. Хајде, мене не ми треба никој. Готово е, драги, ја изгуби војната јас. Многу лесно се откажуваш. Си го изгуби здравието, а болен не чинам ни за себе, ни за синчето. Хај, како е Господ, не е никој. Слушај, смислив нешто. Дупенецот е готов. Треба само малку да го почепнеме огнот. Ке изгори, ти гарантирам. Некако многу си сигурен. Денеска ми оставиле порака на бирото. Ми закажале средба со икончето. Знаеш кој? Дупенците. Бошко, Ана, Живко. И ти не отиде кај нив, дојде кај мене. Јас сум ти последната надеж. Ама надеж... Мораме да се вратиме како победници. Од филмчето кое требаше да биде драма, остана само еден куп слама. Драги, синот на икончето е твој син. Со тоа мора да се соочиш. Еднаш барем во животот биди маж. Сигурен си? Не да сум сигурен. Нашите лути непријатели, Живко и Милка, сега здивнаа. Бракот им е челик, челик драги, челик што не рѓосува. Сега оди и побарај си го синот. Поздрави го бубето. Кој е бубе? Ќе се видиме, чичко драги, ќе се видиме. Може би си мангуп. Слушај, бегај од мене како од ѓавол. Разбра? Бегам, ама ти доаѓаш. Пушти ме, нема валкај, пушти ме. Бубето твое денеска го видов на гинеколог. И јасно сев таму една. Ау, пак ти? Значи дерман немам од тебе. Немаш? Ама и јас немам од вас. Слушај, Блаже, работи ве се ни ваму, ни таму. Некој мора да попушти. Знам, знам. Што знаеш? Што знаеш? Знам дека со глава зид не се турка. Да, ама го туркаш. Бабо, со здравието сум за никаде. Ги изгубив нервите. Работава мора да се реши. Па добро, да, ајде да ја решиме. Ги прифаќам сите ваши услови. Еве, ќе дадам развод на Благето. Сакам да ти верувам. Добро, еве да речеме дека ти верувам. Но треба да исчезнеш, треба да те снема, да не оставиш да живееме како луѓе. Толку скандали ни направи. Имам чувство дека би бил одличен филмски сценарист. Треба да пробаш, знаеш? Ова сега што ќе ти го кажам. Како да речам, за нојот на Благето, за Младенчо. Го видов во една кафеана со една негова студентка во еден такав филмски амбиент. Ако се снима филм, како што рече ти, по мојот сценарио, сигурно ќе го ангажирам Младенчо. Ете, тоа си ти. Добро, како да ти верувам? Новиот на Благето. Овој, оној. Треба малку да обрнеш внимание на мајка ти, знаеш? Зошто? Вчера ја донесоа мртва пијана. Мама пак почна да пие. А тоа типчето што плачеше по неа. Бога ми. Добар ден. Не знам дали сум на вистинското место. Па не знам ни јас. Кој ви треба?
Вие овде работите или чекате некого? Овде работам. Па како? Средувате ногти, непристојно седите? Па што треба да правам? Тоа ќе го прашам вашиот предпоставен. Драги, дупенецот го нема никаде. Не се појавил 3 дена. Мислите дека ми е лесно? Како не ви е лесно? А роднини со Драги или? Братучеди. Епа, убаво што дојдовте. Тој е многу неодговорен. Многу. Може по едно сокче? Или не мора, не. Не. Јас сум во една многу непријатна ситуација. Треба да решам. Сомничав е. Чуден. Му донесов потврда од лекар и тој пак не ми верува. Потврда од лекар? Што, повреда на работно место? Уште полошо. А дека се случи на работното место, се случи. Да, таму кај него во кабинетот. Што се случи? Тој инако е многу нежен, многу мил. Јас се викам Лиле, а тој мене ме вика Бубе. И ние постојано си се бубиме. Дај чичо да ти го буби носето. Дај чичо да ти го буби. Еј, каде? Па не ти го кажав главното. Црно му било пишано на мојот Живка дупенец. И на бате Боле Турунџев. Од него дрпа. Абе, бате Боле, бе, што е ова овдека, бе? Ова во кооперација го немаше во Дупени, бе, брат, бе. Специјалиста стана за бркање на персоналот. Не оди работава. Ќе треба да и го опнеме клучот на кафанава. Опо, за опвене царс. Едно-две да му го опнеме клучот. Доста, бе. Абе, треба да смислиме нешто, бе. Што да смисли? Не гледај стана село без кучиња. Кој стигна дрпна? Да ја вратиме маца сега. Гледам тој спотот нов. Што сте го снимиле, се врти по телевизијне, о. Брате Живко, О. на маца и се вратив јас. И имам сериозни намери со неа. Еј, гости. Ќе одам да ги послушам. Бате Жиле. Светов се направи кајгана. 500 стопана си не се знае. Виде? Шо бе? Икончето е. Од такви ми е, знаеш преку... Знаеш ти. Слушај, ќе одам да ја прашам што сака. Црна се чуба зададе. Добро. Там долу, долно, Дупени. Живко! Шо е, бе? Ево. Кај си, бе, Лиле, бе? Како си, бе? Така. Се изгубивме овие неколку дена. А ти кога заминуваш? Утре. Утре? Па нали? Работиве се расчистија. Се виде и со Драги? Не. Како не? И на работа не го најде? Тој е болен човек и не заслужува да биде татко на мојот син. Опа, конечно го откривме таткото, аха. Живко, не знам дали се сеќаваш. Ајде ќе ви донесам нешто за пиење. Сигурно се сеќаваш кога излеговме од игранка и кога тргнавме кон езеро. Да, тргнавме. Тогаш бев бремена. 2 месец. Од Драги. Бев и многу лута. Неговите збореа по улици дека сум била од друг бремена. Те спомнува и тебе. 300 приказни се изнаслушав. Значи, за ина е тргна со мене, а?
За инет, ти беше убав дечко. Сите те сака, бевме млади. Таа вечер покрај езеро се уште ја паметам. Јас запалив трски суви. Се сеќаваш? Направивме голем оган. Ти седна на тој камен, што беше половина во вода, половина насуво. Така убаво зборуваше, ги памтам и зборовите. Знам. Не знам, таа вечер што ми беше така, бе во опасна форма, некако расположен. А горе месечина, убајни. Се сеќавам и на твоите очи. Видов нешто што не се опишува со зборови. Потоа се соблеков како од мајка роден и влегов во вода. Ноќ, месечина, а јас во вода како свирец. Мене како да ме турна некој во вода. Прв пат во животот се почувствував така слободна. За прв пат се соблеков и влегов во езеро. Сакам да дојдеш кај мене да те запознам со семејството. Те чувствувам така близка. Синоќа дојде синот. Ако го одложам враќањето во Швајцарија, ќе дојдеме заедно. Ми требаше овој разговор на вистина. И мене? Аргоде, повесело нешто. Una boca de gracia, por chi seré, e arriva, e arriva, fame pastir. Yo no soy marinero, soy capitán. Bamba, 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 едно време кога ни беа помали децата, често се собиравме и си пеевме така по цели ноќи. Живко знае да направи атмосфера, па тоа ти... И в село, како млади. Паметам кај мостот. Живко свиреше на гитара, ние пеевме. Потоа по полноќ тргнувавме кон езеро. Тетка Лиле, каков беше тато како млад? Долга виткана коса. Немаше брада. Ние девојчињата многу сакавме да го чешламе. Еднаш со една менче. За малку ќе се скаравме која да го исчешла. Сузе злата, твојов гостин само молчи. Јас многу зборувам, а тој молчи. Епте ни се погоди работава. Владо, ти прв пат си во Македонија, а? Да. И се ми е чудно. Дома мајка ми многу ми зборувала за тука. Но едно е тоа што го зборува, а друго е тоа што ќе го видам. А ти чисто зборуваш македонски. Дома со мајка ми си зборуваме по наше. Сакаш да излеземе в град? Вчера положи возачки испит. Тато, клучевите? Не, овде ми е убаво. Во Скопје има многу убави девојки. Јас и овде гледам едно убаво чупе. Прв пат да го видам вака опуштен и толку многу да зборува. Прекрасно беше. Навистина ви благодарам за се што направивте за нас. Мамо, да останем уште малку. Чичко Живко, каде можам да го најдам татко ми? Каде? Абе, ќе го најдеме, бе. Овде никој не сака да зборува за татко ми. Но јас не сакам ништо од него. Сакам само да го видам. Само да не ме разбираш погрешно. Средбата со татко ти мора да се осмисли убаво. Тоа е шок и за двајцата. И затоа не чини да се брза. Разбираш? Разбирам. Само јас... Тој како да бега од мене.
Зошто? Мајка ми се ми раскажа. Никого не обвинувам. Младешка љубов. Сега одлично се разбирам со мајка. Зборувам како татко. А верувам и на Драги не му е лесно. Сузе! Ај, тато, Владо! И убаво да си поминете. Со ум, тато. Милче, ке свариш ти или јас? А, не, јас ке сварам. А ти сети се на некоја убава песничка, важи? Сега ќе ви закачам една песна, сум бил главен со ова. Паси се. Хеј, Джо, яба дубу баба, риби диби габа джаба, яба дубу дуба ба, I'm gonna let you shoot my lady. You know I'm gonna mess around your shirt, your lady. Yaga do the back end. Yabba do bo 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 jabba go. Do 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 do. Hey. О, гостин. Повели, влези. Благодарам. Полека, полека, спокојно, Кај си бе ти, братче, те нема, а? Хе-хе-хе. Хајде, седни. Хајде. Обврски. А како сте вие? Одамна не ни дошол попријатен гостин. Па си направивме седенка. А, за пиење? Ништо. Ништо немаме. Може коњак? Може. Со гостинкава се знаете, а? Да. Се знаеме. И како културата, а? Сакам да и се вратам на археологијата. Не знам, тоа место во Министерството е премногу чиновничко. Ете убава вест. Сега е модерна таа подводна археологија. Како? А и треба да зирнеш малку во нашено езеро. Да видиме во тие длабочини што има, што нема. Сакам да се зафатам околу островот. Ни збор не кажуваш за мојата донација. Вашата донација е настан на годината. Изложбениот салон е нешто што, не знам, ако не бевте вие... Се извинувам. Вчера бев кај тебе, на работа. Да, знам. Се соочуваш со една мощна и непријатна ситуација. Твојата секретарка... Има долг јазик. Трча како прле пред магаре. Јас менив. Доцна е, но тоа е твој проблем. Секретарките се секогаш така мал можда проблем, ама многу сладок. Живко тоа го кажува од искуство. Драги, сакав да те доживеам поинаку. Слободна сум пред Живка и Милка, ги чувствувам блиски. Сакав да те доживеам како нешто најсвето, што со години живеело во мене. Но посредбата со твоето бубе... Не е проблемот во тоа што таа е бремена. Проблемот е што ти не може да се соочиш со таа ситуација. Ги повторуваш истите грешки. И така се раѓаат керки, синови, кои несрекни ги бараат татковците. Извинете, вака, ама... Овој разговор не е за овде. Се согласувам. Твојот син беше овде. Излегоа со сузето малку. Да не се случеше тоа што се случи меѓу вас, сега ќе беше поинаку, да знаете. Што е тоа што се случило меѓу нас, бе? Мислиш, Милка е тука и... Хајде, кажи, хајде. Се случи тоа што им се случува на сите млади луѓе. Ништо друго. Селото си остана каде што беше. Никој не умре, не се удави, не загина. Не можам да ве разберам. Сите оттаму живеете со некои приказни.
Било ова, било она. Што е важно? Имаш син што сака да те види и толку. Да беше толку едноставно. Сепак благодарам за пијачката. Остани малку. Не. Благодарам. Ќе одам да го најдам синот. И јас ке морам да одам. Бев малку и во Канада. Студирам виолина, ама не сум многу амбициозна. Јас имав 2 изложби до сега. Многу сум амбициозен и сакам што побрзо да го завршам факултетот. Сакаш да се вратиш овде, а? Зависи. Од кого? Па од едно убаво девојче што е влюбено во Моцарт и уште... И во еден Владо. Каде е куќето? Го нема. Па пред малку беше тука. Ке се врати. Погледни. Куќето е наше. Чичко драги, ти? Јас, Сузе, јас. Да ве запознам, ова е Чичко драги од Дупени. Ако не се лажам... Не се лажеш. Да, бе, бате, бе. А што ми е жалке што те гледам вака. Си бришеш чаши, око не ти трепнува, гајле немаш. Не знам кој па да го фатам. Дали да се смеам, дали да плачам. Ти многу си станал лабав некако. Добро, ич не те фаќа ќеф да фатиш нешто, да чепниш. Абе, ти знаеш, оваа маца се направи поголем газда и од мене и од тебе, бе. Абе, нервите ми се истроши, абе, се разболев, ке умрам, што ке правиш без мене? Треба да навикнеш на неа. Да се навикнам? Сериозен си? Многу. Па и јас сум сериозен. Да и кажеш да си оди од овде. Подитно. Веднаш. Ми шета по нервите. Ти шета, а? А ко требаше да и го опниме клучот на кафаната, не ти шеташе. Добро, жената дојде. По цел ден е тука. Тргна работава. Абе, да ми кажеш, во кое својство е тука? Тоа не ми е јасно. Вработена е, партнер во бизнисот. Советник да не ти е, што ти е? Како моја идна животна сопатничка. Добро се изразив. А, така. Сана расчисти и се врати на пеачката. Одлично, бе, бате боле. Кралот Лир. Ако ме прашуваш сериозно, ќе ти одговорам. Ако сакаш да се караш, ќе молчам. Абе, сите оние заебанци и циркуси, глупости. Абе, тоа не важи повеќе. Бате боле, клај го прстот на умот, бе. Еј, трчав ко ненормален поводно. Со Ането твое. Дома кај мене правев свадби, за да ти го вратам Ането. Така? Поради тоа дома ми беше пекол со месеци. Ке се разведе в брак од тантела. Еј, главо! Се заради вас. И сега она треба да ја гледам тука, да ја бидам партнер во бизнисот. А ти немаш шум во глата, бе, еј! Погледни ме, ало, погледни ме. Ти личам на ненормален, а? Ако не ја напушти кафанава веднаш, се ќе искашам. Овдека ќе направам пепел, ништо да не остане. Преку глава ми од глупости, од курвалаци, заебанци и франци. Се истуши? Ти олесна сега? Дали се истушив и колку ми олесна, главата да не те боли тебе, разбра? Од утре натака не сакам да ја видам тука. Подитно! А ти, бате боле, да се спремиш за еден подебел разговор. Јас и ти треба да расчистиме некои работи. Разбра?
одам в село малку да се одморам. Таму ми е најубаво. Ние вечер заминуваме со мама. Се надевам дека ќе се гледаме почесто, дека ќе се гледаме за убаво. Ми понудија работа во Музеот на Македонија. Ќе и се вратам на професијата и најчесто ќе сум в село. Многу е убаво в село. 2 дена бев таму, како цел век да сум бил. Знаеш тато? Може ние да направиме една ликовна колонија таму. Мама може многу да ни помогне. Може, да. Над село, кај манастирот. Така. Да се изгради некој објектче. Летос кога дојдам таму да сликам. А тато ќе биде в село и ќе те чека. Планирам и старата куќа да ја реновираме. Важи? Да. Ајде. Ајде. Уф. Синчето, а? Владо, те молам, причекај ме долу. Морам да... Ајде, те молам. Слушај, немој да викаш, да паѓаш во транс и да... И што и да? Страв ти е да не ти се нафрлам, да не ти ја расипам фризурата? Па бубе не тепа, бубе се буби. Да, тоа ми е познато. Добив решение за ново работно место. Поарно и поплатено. Речи барем благодарам. Тоа е подарок или благодарност за бубењето. А, бубелче? Свати го како што сакаш. Се брзам. Ке го родам. Плодот одлично се развива. Сега доаѓам од ехо. Но договорот беше поинаков, ако се сеќаваш. За договор се потребни 2. А ние колку сме? 3. Оштетената страна е незадоволна за она што го нуди другата страна. Бубе, слушај, уморен сум и не можам да... Ајде. Ајде. Кога? Утре, кај мене дома. Важи? Условите се тие. Размисли. Толку? Утре. Ајде. Чао, маче. Бубе ќе те среди тебе. Вошко селска.